екипата на Пелистер ќе настапи во следниот состав. Со број 1 Петар Милошевски, број 2 Кире Грозданов, број 3 Аце Василевски, број 4 Драги Карапаровски, број 5 Димче Димов, број 6 Златко Цветановски, број 7 Бруно Пресилски, број 8 Тони Мицевски. Драги гледачи, број 9 момент за паметење. За прв пат излегуваат две македонски екипи на фудбалскиот терен за да се борат за првиот пехар на фудбалскиот сојуз на нашата држава. Вардар и Пелистер, без друго нашите две најдобри екипи, во полуфиналните средби поуспешни од екипите на Победа Витаминка и на Металург, и вечерва пред 20.000 љубители на фудбалот ќе се борат да бидат победници на пехарот на Фудбалскиот сојуз на Македонија. Гоце Попев со своите помошници Вачо Коцев и Бранко Маноловски, судиска тројка, на која им посакуваме изворедно да дели фудбалската правда. Интересно, и Вардар и Пелистер го посакуваа Гоце Попев да биде делител на фудбалската правда. Тој инаку официјално изјави дека вечерва и официјално ќе се збогува со судиското свирче, инаку во недела ќе осуди последниот надпревар, веќе е делегиран за средбата Балканскиот комерц Металурка. На првото македонско финале во фудбал. Само на еден дел од трибините се уште слободни места. Гледате, овде е и нашиот преседател на Република Македонија, господин Киро Глигоров, кој ќе го врачи победничкиот пехар на капитенот на Вардар или Пелистер. Официјално, така жребувањето реши, Вардар е домакин на ова фудбалска приредба. Гледате прекрасен амбиент, речиси на јужната трибина и нема празно место по подолго време. Фудбалско Скопје, нашата република, е домакин на една приредба на која веруваме во овој убав амбиент фудбалерите на Вардар и Пелистер ќе ги покажат сите убавени на фудбалската игра, ќе не уверат дека бидејќи двете екипи веќе изборија виза за европската фудбалска сцена, Вардар во купот на европските шампиони, Пелистер во купот на победниците на куповите, вече ќе не уверат дека ќе имаат шанси да играат повеќе отколку на еден надпревар. Реков дека Гоце Попев и официјално ќе се збогува и еве да го памети за секогаш овој чин, оваа фудбалска вечер. Подароци, 45 години има од 1976 година која заврши фудбалската кариера, играше во Победа, во Вардар, во Работнички, е меѓу најдобрите фудбалски суди во нашата држава. Судеше многу интернационални фудбалски средби, финале на Југословенскиот фудбалски куп, Реал Мадрид, Самакс, Советскиот сојуз, Унгарија, Грција, Чехословачка, мечеви во квалификациите за светското фудбалско првенство, потврда дека тоа се мечи на кои се појавуваат најдобрите суди, потврда дека Гоце Попев прерано на некој начин се збогува со активното судење. Веруваме, ќе остане во судиската организација и помага на помладите, зашто навистина судиите составен дел на фудбалската игра, одив и многу зависи регуларноста на фудбалските надпревари. На Република Македонија, господинот Љубисар Иванов, председател на Фудбалскиот сојуз на Македонија, ќе ги поздрави финалистите, фудбалерите на Вардар и Пелистер, љубителите на фудбалот. Драги посетители, љубеници на фудбалот, ви пожелувам и посакувам пријатна вечер, да навивате за своите љубеници. Денеска е голем празник на македонскиот фудбал, голем ден, ден кој ќе биде запишан со златни букви во аналето на македонскиот фудбал. На играчите, тренерите, на судиите посакувам во границите на спортот да се борат и на
да му покажеме на светот дека имаме мајстори на фудбалот. Нека почне големото финале, нека победи фудбалот. Од се срце, сите тоа на градскиот стадион во Скопје го посакуваат. Верувам да и гледачи и вие крај малите екрани. Химната на нашата држава. Оркестарот на Радијата на Република Македонија интонираше химната на нашата суверена независна држава, а еве сега и може да гледачи на почетокот на овој директен пренос да ви ги соопштиме составите на двете екипи. За Вардар тренерот Џово Хаџиевски се определи за овие 11-тина. На голот е Антонио Филевски, има 26 години. Со број 2 Зоран Јовановски, 20 години. Со број 3 Мирко Спасевски, 31 година. Со број 4 Гајур Садики, 26 години. Со број 5 Владко Костов, 27 години. Исто толку и капитенот Љупчо Марковски. Со број 7 Љупчо Неумовски, 27 години. Сашко Тодоровски со број 8. Со број 9 Жанко Савов, го носеше минатата сезона дресот на Пелистер. Саша Чирич со број 10. Со број 11 Сашко Милошевски. Чирич и Милошевски има по 25 години, а него тренерот, шефот, десниот штаб Џоко Хаџиевски, селектор на македонската фудбалска репрезентација од 12 до 16, очекувајќи да влезат со број 12 Мирон Зекир, со 13 Виктор Ефтимов, 14 Тони Ангелов, број 15 Марио Вујовиќ и со број 16 најмладиот во составот на Вардар Маријан Герасимов. Герасимовски има 19 години. Тренерот на екипата на Пелистер Зоран Смилевски имаше неколку проблеми поради повредата на Николаевски и Ендековски, меѓутоа вечера исто така изведува мощен силен тип. Играат најдобрите, најподготвените. На голот ќе биде Петар Милошевски, има 19 години. Со број 2 Кире Грозданов, 22 години. Со број 3 Аце Василевски, 27 години, настапуваше и во редовите на Вардар. Исто како и Драган Канатаровски, највозрастниот во ова финале, 32 години. Со број 5 Димче Димов, има 27 години. Со број 6 Златко Цветановски, 21 година. Со број 8 Тони Бруно Пресилски, 20 години. Со број 7, со број 8 Тони Мицевски, 23 години. Ванчо Мицевски, со број 9 на ефикасен во редовите на Пелистер, 21 година. Радек Ранфиловски,
со број 10 24 години, со број 11 младиот Горан Ставревски 19 години. На клупата тренерот искусниот Зоран Смилевски. Со број 12 младиот Мики Јоновски има 19 години, со број 13 Славчо Марковски 26 години, број 14 Димитар Капинковски, исто така млад фудбалер 17 години, Кире Стериовски 19 години со број 15 и Гоце Христов со број 16 играше во малото финале. Средбата во овој момент започна. Доле, драги гледачи, крај аутлинијата е колегата Зоран Јордановски, па да ги слушнеме и првите посакувања или мислења на тренерите на двете екипи. Најпрви мислам гостинот, екипата на Пелистер, тренер Зоран Смилевски. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Еве, на клупата на Пелистер сме први секунди од надпреварот. Смилевски, со какво расположение влеговте, кои беа последни зборови што им ги рековте на играчите пред почетокот? Ми кажав дека мораме прво мирно да играме први 50 минути, да очекуваме Вардар да крене во напад, што е нормално. Да играме мирно до нога, да не паничариме и да покажеме на Вардар да не дојдевме да се браниме само, него да го даме гол. Благодарам, а еве веднаш се префрламе на клупата на Вардар, да ги чуеме зборовите и на Ѓоко Хаџиевски. Во првите моменти кажете ни накусо атмосферата во екипата и со кои последни зборови ги пуштите на терен вашите играчи? Па, да не должам многу, мислам дека единствена желба е да го земеме пехарот, дека ќе изгинеме на терен сите до еден, нема воопшто потреба да се сомнева никој и очекувам дека ќе играме подобро. Благодарам, Костовски, повелете. Јовановски, Спасиски, шутираше Сашо Милошевски, безподроби за Петар Милошевски. Јовановски, шанса за Јовановски. Вардар е пред својата прва шанса, прво возбудување по левата страна. Зоран Јовановски во последен момент дали да шутира или да упати центар шут, да погледне уште еднаш како се тоа во ова 28 минута го следеше, го гледаше Петар Милошевски. Спасецки, Чирич, Милошевски, добра интервенција на оној другиот Петар Милошевски, шутираше Сашко Милошевски. И сега офсайд заостана, некако размислувајќи за пропуштената шанса. Сашо Милошевски се најде во офсайд. Петар Милошевски, некако традиционално овде на градскиот стадион, по кој знае кој пат не уверува дека се работи за талентиран голман. Савов, Садики, Удово нафрлиеве шансат на главата на Сашко Чирич, но тој сепак со ногата, особено со левата. Пресилски, Тони Мицевски. Василевски. Многу сега среќа имаше екипата на Вардар и голманот Филевски. Некогашниот фудбалер на Вардар, кој е предовите на Пелистер во Вардар, па се забина. Гледате, не успеа да испрати топката во мрежата на Филевски, кој не ги подигна рацете кога да се предаде. Ке има одлука или ке си игра продолжување. А во фудбалот седно последниот свиреш на судијата се е можно. Тоа ни го потврди и финалниот натпревар од англискиот фудбалски клуб Елена Савов. Ето спреда 0. Жанко Савов, Вардар Пелистер 1-0. Фудбалерот што допред неколку месеци го носеше дресот на Пелистер, сега искористува својата
прва својата единствена шанса до сега. Силно ја зафати топката и ја смести во мрежата на Петар Милошевски. Еве го овој момент по кој се развива орија многу знамења на Вардар, поскокна сите на стадионот, чие што срци им чука за Вардаровата боја. Со голот на Савов, Вардар води со 1:0 и да чуеме каква е реакцијата на клупата на Вардар. Не знам дали камерите во меѓувреме го регистрираат тој излив на радост на клупата на Вардар, меѓутоа Трпески, Рингов крај мене, дали ова момент што го решава на преварот? Трпески. Се надеваме дека нашите момци ќе издржат овие 5 минути. Рингов. Па готов на потакмица, еден гол решава се. Разбирливо дека на клупата на Вардар огромна радост, меѓутоа да видиме како се доживува овој момент на клупата на Пелистер. Лица како скаменети, се водеше голема борба и се чини дека во финишот на надпреварот се губи средбата токму во тие моменти и веројатно поради овој момент и Смилевски ја најавува замената. Одеднаш 20 играчи менувате, дали ова момент што го решава надпреварот, дали можете да се надевате на пресврт? А нема уште 5 минути има, ќе направиме сето сега. Засилиме сега напад со два навални играчи. Покушаме се што можеме сега. Задња шанса е. 3-4 минути има. Благодарам. Спортскиот се разбира да се надева и екипата која го губи сега на преварот со 0:1. Јас во моментот само спомнав дека се игра се до последниот свиреш на судијата. Финалето на англискиот фудбалски клуб, тоа најдобро ни го потврди. Арсенал во 120-та минута го совлада Шеффилд Венци, а сега и двајцата тренери се на потек, дозволени измени. Гледам дека во екипата на Пелистер значајно е да видиме кои ќе влезат. Број 15 Кире Стејровски, број 13 Славчо Марковски. Млади фудбалери. Славчо Марковски е поискусен. Рече чувме Зоран Смилевски дека ќе го засили нападот. Да видиме, останува и понатаму да чека својата шанса Тони Ангелов. Значи Ѓоко Хаџиевски не врши измена. Еве го сега Марковски. Славчо Марковски со број 13 во екипата на Пелистер за да се добие во време. Измена очекувана, влегува и Тони Ангелов. Тони Ангелов ќе биде најмладиот заедно со Зоран Јовановски во редовите на Вардар. На кое место? Стерио на местото од Раде Карамбиловски со број 10. Се уште чекаме дали е тоа Наумовски или Јовановски, ќе видиме. Во секој случај очекувана измена, финиш на средбата, гол во 85-та минута, Вардар Пелистер 1:0. Се разбира се уште ќе причекаме. Има многу да се игра веројатно повеќе од 45 минути на местото на Любчо Наумовски ќе влезе Тони Ангелов. И еве сега продолжување на средбата. Ефтимов. Грозданов. На Љупчо Наумовски со број 7. Во игра влезе Тони Ангелов со број 14. За честија аутите, но поблиску до корнер знаменцето. Играта, топката се пренесува, се преселува на екипата, на половината на екипата на Вардар. Погледате Зоран Смилевски. Тешки се тие моменти кога се губи еден надпревар, толку значај во финишот на средбата. Топка за Вардар.
И во овој момент крај на средбата. Во овој момент крај на средбата. Само 2 минути се играше повеќе. Вардар е првиот победник на фудбалскиот куп на Македонија. Вардар Пелистер, по многу возбудување во една квалитетна, типична првенствена борба. Победа на подобрата екипа со голот на Савов во 85-та минута. Вардар победи со 1:0. Не може во оваа мешаница да забележам каде е колегата Зоран Јордановски, но верувам ќе можеме да слушнеме коментар, изјава од лице место. Инаку започнува овде завршницата на овој празник на фудбалот. Поздрав до нашиот прв победник на фудбалскиот куп. Колега Јордановски, ако се слушаме, повели. Се наоѓаме, почитувани гледачи, крај стрелецот на голо што го реши надпреварот Жанко Савов. Ви честитам на освојувањето на купот. Пренесете ни ги вашите чувства во овој момент. Па јас сум пресреќен што го постигнав овој решавачки гол. Мислам дека овој е мој најважен гол во кариерата. И исто така им честитам на фудбалерите на Пелистер за својата одлична игра. Ни изненадија се една добра игра растеретено, но сепак успеавме да освоиме оваа дупла круна. Благодарам да го чуеме Кире Грозданов. Разбирливо е разочарувањето на крајот, но сепак беше тоа навистина голема борба. Да, важно што помина надпреварот фер и коректно. А тоа кој победи се види и денес. Ви благодарам многу. Да се обидеме да дојдеме и до другите вардарови фудбалери кои го прославуваат големиот успех долу на теренот. Саше Чирич имаше денеска тешка борба со младиот Ставревски, не дојде до полн израз, меѓутоа неговата екипа го освои купот. Што да кажам? За средбата. Мечот беше навистина многу тежок, Пелистер влезе доста мотивирано, изненади со една навистина борбена игра. Меѓутоа ете, малце сеќани беше наклонета, повеќе ја сакаме победата од нив и мислам дека сосема заслужено го освоивме овој куп. Благодарам. Да ги чуеме изборовите на Зоран Јовановски. Па мислим ова денеска што се доживеа, ова е нешто најболе у живот. Што да кажем? Играме борбено, но заслужено победиме. Ова е најголемиот трофеј, мислим, откај мислим Македонија се остава. Антонио Филевски. На голема борба сепак немавте многу работа на голот. Па нема многу работа, нашите играчи покажаа дека се вистински професионалци. Тоа се прави фудбалери со одлични квалитети и мислам дека Пелистер не ни беше дораснат противник. Фала многу на честитките. Благодарам. Да го чуеме капитенот на Пелистер Драги Канатларовски. Дали и во овој момент, кога емоциите се уште се силни, ќе треба многу време и да пројде сепак една ваша, обидете се, смирена оцена за она што се случуваше за оваа голема борба? Па мислам дека што со овај амбиент и играчите не се уплашија, мислам зборувам за играчите на Пелистер. Игравме добро, коректен надпревар. Мислам дека на голот предходеше на фаул ситуација која судијата го се победа преведе и после таа акција па на гол. Им честитам на фудбалерите на Вардар на овај триумф и среќна во Европа. Благодарам, но вратите на Европа се отворени за вашата екипа. Да, исто така вратите на Европа се отворени за нашата екипа. Ќе одиме ние во Европа, па што е тука. Благодарам. Сашо Милошевски. Мислам тврда и коректна утакмица од двете страни. Имаме повеќе шанси надмоќно цело време и заслужено мислам победиме. Благодарам и вам, Ванчо Мицевски. Како го доживеевте вие надпреварот? Имаше ли Пелистер своји шанси вие да славите? Па видете, мислам дека беше многу квалитетен надпревар. Мислам дека рамноправно играта беше на ниво, двете екипи се лагаат добро, имавме и ние своји шанси, но сепак ете со овој гол во последните минути го загубивме надпреварот. Наистина ми е тешко, но фудбал животот иде дале. Благодарам, ете, почитувани гледачи, играчите се упатуваат кон свечената ложа за да го доживееме и оној најсвечен момент предавањето на пехарот, па Костовски повелете. Да биде се она како што е предвидено. Благодарам, да не ни обвинуваат дека го задржуваме церемонијалот на предавањето на пехарот. Еве сега и фудбалерите на Вардар за прв пат во својата кариера ќе се најдат во ситуација што за секогаш ќе ја паметат,
А потоа Еве го овој момент што влегува во историјата на екипата фудбалот во на нашата Пелистер држава. од Битола се Пехарот упатуваат на главната Од трибина. рацете на нашиот председател, Добиваат честитки. господинот И еве Киро сега Глигоров, во рацете Пехарот на од рацете Љупчо Марковски. На председателот на Република Македонија Киро Глигоров, во рацете на капитенот на екипата на Вардар од Скопје Љупчо Внимателно Марковски. гледам. Аплаузи. Треба многу сила да се издржи ова после овие 90 навистина големи минути на фудбалска борба, да се потигнат овие 10,5 килограми за незаборав. Тоа е голема радост, тоа е она што за секогаш останува во сеќавање. Честитки и од председателот на Фудбалскиот сојуз на Македонија, господинот Љубисар Иванов, воопшто Фудбалскиот сојуз на Македонија, сите овде присутни вечерва и љубителите на фудбалот даваат и дадоа целосен придонес да испишаме оваа најнова страница